Здраво, ова е 326-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Beast од Бертранд Бонело, во кој станува збор за настани од блиската иднина, каде што вештачката интелигенција раководи со светот и човечките емоции стануваат несакан нус производ, кој повеќе наштетува отколку што придонесува и е препрека за реализирање на бараните работни позиции со одговорност. Затоа Габриел, глумена од Леа Сейду, подлегнува на процес на прочистување на незината ДНК, при што е соочена со незините претходни животи, со цел да се анулираат емоциите и дел од незиниот идентитет. Меѓутоа, кога ќе се пресретне со Луис, глумен од Џорџ Мекеј, не може да ги негира привлечноста и чувството дека го знае од претходно. Филмот е составен од навраќањето во животите кои претходеле во Бел епох, односно 1910 и во блиската 2014, како и во футуристичката 2044 година. Вештачката интелигенција во 2044 година посочува дека луѓето со нивниот темперамент станале преемоционални за да извршуваат функција на земјата, па затоа постои редактивниот третман со кој се репресираат, односно странуваат чувствата, за да може да се работат поважните работни обврски, во спротивно Габриел ќе биде препуштена на беззначајни задолженија. Научно-фантастичен концепт кој може би изгледа симптоматичен, меѓутоа секој ден се повеќе се доближуваме до таа детерминанта да се претвориме во еднолични, безчувствителни битија за општо добро, доаѓајќи до ултимативната симулакра во која нема повеќе да има оригинали. Централизирана е тематиката на стравото од љубење во делото во режисерот Бонело, преплашеност и удобност на нереагирањето која се пресликува во различните периодизации во дивергентните варијации. Во 1910 Габриел е таа која се плаши да посегне по љубовта кон љубовникот, затоа што е обврзана во бракот без возбуда. Во 2014 Луис е тој кој се отклонува од љубов со разборитоста дека девојките не го сакале, па по негова аналогија мора да страдаат, не дозволувајќи да биде сакан воопшто, бидејќи демагошки се држи до неговите кривогледи на свет, гневејќи на него, создавајќи заштитна облога за да не биде повреден од љубовта при отворање на себе си кон неа, а во 2044 со посредство на репресијата се оневозможува љубењето, кога ќе се иземат чувствата од равенката. Секоја љубов, афекција или како и да го именувате поривот на заљубување, баре ризик, дејствување, скок во непознатото. Кога ќе се достигне саканата сласт, по автоматизам се губи потребата за чезнење и ќе се стане празна челуст налик злобните девојки на забавите кои ја навредуваат Сејду, истакнувајќи дека животот им е досаден, така што потрагата по љубов ја одржува потребата за љубов, ако може така да се изразам. Околината во која престојуваат ликовите представува дополнителен фактор кој влијае на нив и нивната промена во неа, така што различни мерила се сметаат за благодети во секоја од периодизациите, социјални кружоци, социјални мрежи и безволноста. Прологот на филмот е поблизок до футуристичките аспекти со оглед на тоа што ја гледаме Габриел како глуми пред гринскрин, навестувајќи дека ќе содржи делото пресликување на постмодерни текови од индустријата, со метафилм каде треба да глуми во хорор сцена во која зема нож во рака и се соочува со зверот, која ќе биде од корист кога ќе треба да се соочи со него во незиниот дом всушност, но е многу пофлексибилно влегување во светот отколку скок во минатото, па да му ја мислиме дека ќе гледаме периодичен филм под перики или да сме фрлени во ладнокрвниот футуризам, мислам дека би било понеуспешен почеток на филм. Првиот чин од минатите животи на Габриел е лоциран во 1910 година и влече визуелна инспирација од автореференцијалното House of Tolerance, но интертекстуално естетскиот The Age of Innocence од Мартин Скорсезе, каде таа е резигнирана, која е опрашање љубовта, привлечена од дечко кој го заинтригирала во еден разговор, ама е мажена во безљубовен брак од погодност, но не може да се предаде, стравувајќи дека ќе се случи нешто катастрофално, ќе го разбуди зверот која демне, завршувајќи под вода во поплавената фабрика за кукли. Суопарен и е Арнолд Шонберг и неговиот модерен израз, а од куклите во работилницата се бара да понудат утеха со
едната емоција која ја еманира, така што на сите страни има ќорсокаци во кои не се пронаоѓа овој лик и тие менажери создаваат дополнителни анксиозности. Куклите се морничави предмети за Бонело со багажот на когнитивната дисонанца, затоа и ги користи, например, како маски во Ноктурама. За разлика од Бел Епох, во блиското минато и 2014 година, која е многу сродна со денешницата, каде Бонело повлекува инспирација од инсел културата и мизогиниот домашен тероризам кој го извршил Елиот Роџер во Айла Виста убиствата од таа година. Во оваа насилна реалност со прекумерни емоции сведочиме на прелеаниот револт на 30-годишната девица, инселот Луис, кој ги објавува видеата во кои дава сведоштво дека ниту една девојка не му се има доближено во животот и поради тоа сите од нив ќе платат со нивниот живот. Габриел е актерка во овој сегмент која по земјотресот ќе се соочи со Луис и при првата интима ќе го одбие неговиот преобразен лик, што ќе додаде бензин на изгубеното момче кое не може да љуби, недоумица која ја резолвира на начин што никоја жена не ме сака, па затоа сите ќе ги убијам, со визуелни решенија поблиски до Мулхоланд Драйв и Lost Highway од Дейвид Линч. Во футуристичкиот сегмент од 2044 година, Кроненбергијанецот во мене не ми дозволува да не го компарирам со очигледното, сега веќе предпоследното дело на Дейвид, Crimes of the Future, со оглед на тоа што Сејду лежи во некаква си футуристичка машина за оперирање на незиниот мозок, односно вбризгување на серум за губење на емоциите, спомените идентитетот, многократно потиснати и фрагментирани тие со љубовникот, епоха во која веќе знаат што е цверот, ама предосно е да се сака. Тогаш веќе се пропуштени сите можности, што создава потреба за филтрирање на револтот во последната сцена од неможноста да се променат нештата. Впрочем, сите сме свесни дека Габриел и Луис се направени еден за друг, само што самите не се свесни за тоа, предизвикувајќи ја нивната обострана пропаст. Празните улици во 2044 малте не изгледаат на улиците од периодот од ковид пандемијата. Трет филм на Бонело со Леа и мислам дека е правилен избор за верситилна актерка за секоја деценија, со оглед на тоа што секојаш е недоречена и не знаеме каква мисла се крие за незиниот поглед, а куриозитет стана што многу често ја напоменувам антагонистката од She is Conan, односно Елина Ловенсон, која презема улогата на видовитиот лик, која ќе предвиди на доаѓачката прокоба на зверот во кој облик и да се манифестира. Се разбира дека режисерот е доволно луд да вклучи извадоци од Треш Хамперс од Хармони Корин, непосредно пред компјутерот на Сејду да фати вируси и сосема доволни се само неколку кадри од овој бизарен филм да се добие на тензичност, гадурија која се крие во рамките на прецизниот и чист кадар кој смрди, ама не ја гледаме трулост. Бонело секако дека исто ракофа символизам во епилогот, во кој Сејду го поминува во плач, додека морфира саканиот во гула, подкако ќе ја соопшти љубовта кон неа, иако има поминато низ третманот и е променет, но таа се присетува на љубовта која не може да ја има и крикот е единствениот излез од овој линчовски кадифен затвор, додека дури и го наслушнуваме Орбисон, но не со Crying, туку со Evergreen, но тоа се разбира дека не е се. На режисерот му текнала на памет идејата да го заврши филмот со QR код, кој се разбира дека доволно сум любопитен да го скенирам и ме одведен до страницата каде се крие MP4 фајлот со одјавната шпица и скриената сцена, во која се дава едно излишно пророштво и без кое можеше филмот да заврши без да се отвори таа врата. Жерар Улие првично бил ангажиран да глуми во филмот на Бонело, но и во The Beast in the Jungle, но не се појавува во ниту еден од нив затоа што починува во 2022 година по несреќата насреде скијање. Останувајќи без главна машка улога, Бертран го ангажира Џорџ Мекај од 1917 да ја заземе неговата функција во филмот, глумејќи лик кој е шармантен и харизматичен во љубовниот поход во 1910, а негов антипод е крутиот Луис од 2014, кој е подготвен да ги убие сите жени што него засакале, за да оглуми комплетно оддалечениот од чувства, речи си Андроид од 2044 година, дискрепанци меѓу ликови кои Мекеј успешно ги доловува. Куриозитет е што два француски филма се појавија во сличен период, кои ја тематизираат проблематиката од истата новела на Хенри Джеймс, така што покрај филмот на Бонело, на минатогодишната Берлинале беше прикажана адаптацијата The Beast in the Jungle од Патрик Чина со Беатрис Дал и Анаис Демустие, но таму
настаните се поместени во периодот помеѓу 1979 до 2004 кога парот го чека појавувањето на зверот во ноќните клубови. Новелата на Хенри Џејмс е од 1903 година и таму за разлика од филмот на Бонело заменети се половите на протагонистите наместо тие од новелата, во која машкиот лик ја занемарува љубовта страдајќи од надоаѓачкиот катастрофален чин за кого пророштвото вика дека ќе се појави како зверот џунгла, но со скоковите во различни периодизации комплетно се дистанцира филмот од новелата. Меѓутоа, сакам да реферирам два филма кои мислам дека се телото и душата на овој процес на компарирање, што значи дека аналогија на скелетот секако дека ќе биде Клауд Атлас од сестрите Вачовски со шетањето низ мултиплицираните претходни животи на ликовите, но душата е Possession од Жулавски, односно недофатливоста на љубовта која води до ерозија на една индивидуа. Има причина зашто дадени композиции од саундракот се појавуваат на тоа време и тоа место, но оригиналната музика на филмот ја работат Анита и Бертран Бонело, кои создаваат еден амбиентален електронски скор, Нивен Доум, кој е изроден психоделичниот призвук на Tangerine Dream и Pink Floyd, но во рафинирана синтвейв обланда, а Арнолд Шонберг баш убаво ја доловува нереализираната љубов во сегментот од 1910, а синтетичкиот звук еден век подоцна соодветствува на модерното безчувствително доба. За монтажерката на Passion Анита Рот ви говорев кога го рецензирав 120 BPM, која според мене одлично се снаоѓа со жонглирањето на периодизациите, иако за да бидеме поштедени од екстензивното време траење, ништо нема да му биде на филмот ако се острани вишокот од 1910-та периодизација, но без разлика на скоковите низ време и простор во наизменичниот нанис, ни се овозможува непречен престој во овие филмски епохи. Доколку ја пропуштите нишката на плашење од љубов, нема да ви делуваат дека се доволно јасно врзани, но тоа ќе биде ваш недостаток, а не на филмот. За директорката на фотографија Жосе Деше, која го сними Сент Лорен со Бонело, ви говорев кога го рецензирав Passages, филмот кој е работен со нејзина фотографија, но за потребите на овој филм потребува неколку различни формати, со соодветна намена се разбира, односно ригидниот 1:33 наспроти 1 во иднината која е најтесно гледа и клаустрофобична, 1:78 наспроти 1 во видеоснимките кои ги прави на мобилниот телефон Луис во 2014, кои се затвора самиот себе си во рамката која си ја поставува и 1:85 наспроти 1 широкиот формат за во 1910 и 2014, снимајќи на 35 мм филмска лента со јасна дистинкција во колор палетата, каде во 1910 се истакнува орнаменталноста, дневното светло во 2014 е најблиска палетата од денешницата со истакнување на мебел во раскошниот дом, а во 2044 се добива чистина на силни бои во простори, но и артифицијалност со периодичните тематски клубови. Режисерот Бертран Бонело сум имал неколку можности да го вклучам во селекцијата на видеологија, но секогаш нешто ми фалело во неговите филмови за да ги вбројам во 50-те најдобри од годината. Но да ја водев емисијата во раните 2000-ти, секако дека ќе беа вклучени, така што никако да се начекаме јас и тој на исто рамниште, а на хартија треба да ми биде еден од најомилените европски режисери, само никако да се погодиме на исто време и на исто место. Љубовта кон Пасолини ја искажува уште во првиот краток филм, кој сум јас, кој се базира на дел од неговата биографија, работен во 1996 година, а првиот долг го снима во 1998 година, во кој разработува една 5-годишна љубовна сага помеѓу партнери, која преминува во фаталност кога антителата ќе ги нападнат молекулите во Something Organic, со музика налик Кроенберговиот Креш, кој беше прикажан на Карлови Вари. 2000-тите ги започна силно со The Pornographer за режисерот на порнофилмови, чии дела во 70-тите и 80-тите се синоним за контракултурата, награден во пресци на Кан. Во 2003 го снима Жестокиот Тиресија за трансжендер жената која е киднапирана од обсесивен човек кој не и дозволува да зема хормони за да се врати во машкото тело, прикажан на Канскиот филмски фестивал. Во 2008 година за првпат соработуваше со Леа Сейду во филмот On War или неговиот The Game, односно Existence, ако повеќе сакате, каде Метју Амалрик глуми лик кому му е здосаден животот додека не заглави во ковчег и по ослободувањето е одведен на вила со култисти кои ќе му помогнат да се себе спознае, со Азија Ардженто и Елена Ловенсон, исто така прикажан на Канскиот фестивал.
Во 2011 година не поведе во неговиот бордел од House of Tolerance, ни го прикажа животот на Ив Сент Лорен во доцните 60-ти во наградениот за Palm Dog Сент Лорен од 2014, а 2 години подоцна ни ги представи младите терористи на кои им е смачен животот и сакаат да постават бомба во Париз во Ноктурама, награден на Сан Себастијан, и ја заврши декадата со Зомби Чайлд од 2019 за реанимираниот зомби работник на плантажите на Хаити од Канскиот филмски фестивал, кој ќе го рецензира во видеологија да има зомбијата заби. Но неговата кариера има неколку кратки филма од серијалот Каде си ти, Бертранд Бонело, каде врз видеоматеријали од неговите филмови епистоларно се обраќа на ќерка си во 2014 и за време на пандемијата во 2020. Неговиот претходен филм Кома е за девојка која се препушта на интернет конверзација со мистериозна јутјуберка на која ги споделува незините сни, прикажан на Берлинале, кој пропуштив да го анализирам во 2022 на моја вина. Така што филмовите на Бонело се во постојана спрега на почетокот на кариерата со Кроненбергството и денес кон Линчовското, но секоја што доза на мистика и енигматика, зачинета со нишка на радикализација и спорогоречка мелодрама во спрега помеѓу стварноста и имагинацијата, откривајќи ни ги неговите интимистички меѓусветови со помош на ликовите. Иако е технички примамлив за гледање и има магија меѓу неговите подвижни слики, знае и самиот да биде понесен од истата и не потребно да меандрира кога ќе ја истроши суштината, и имено сега сваќам што е тоа што ме привлекува и одбива во неговите филмови, односно нема визуелно крешендо, не знае на визуелен план да го запечати делото, за да не можам да го избришам од мојата глава, затоа што со денови ќе ја мислам содржината, бидејќи генијално е сценариото, ама никако да биде ремек дело и визуализацијата. Ете тоа ме мачи во дихотомијата на привлечност и аверзија воедно во неговите филмови, кој верува во истите филмски богови во кои јас се колнам, па затоа сме блиски, ама тој кога има нов филм, јас сум зафатен, а мене кога ми се гледа негов филм, сум го утнал. Филмот најпрвен беше поднесен на Канскиот филмски фестивал, но беше одбиен од таму и беше прифатен на Венецискиот, каде не беше награден, а потоа се прикажа на ТИФ, Њујорк, BFI, Сао Пауло, Стокхолм, Ваљадолид, каде Леа беше наградена за најдобра актерка, потоа Хонг Конг и го помина и Балканот на хрватскиот Субверсив и бугарскиот Сине Либри, но неговата намена на овие фестивали беше да внесе диверзитет во програмата, но не и да биде награден за таа цел. Арте и Канал Плюс го продуцираат, Јанус и Сайдшоу го дистрибуираат ова дело. Филм за стравот од љубовта и за љубувањето во сродната душа, затоа што постои некаква неопислива сила која противречи на заемништвото. Низ премотаните минати животи согледуваме дека секој од ликовите прединство дава на изговорите, отколку на поривите, за во иднината да биде предоцна за љубење, затоа што емоциите се непожелни вредности во светот на машините, каде човекот е сервил на единка без себство. Љубовта е интимен јазик на љубовниците, кој бара смелост од соговорниците без разлика на времето и местото. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Beast од мене има 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 326-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете во каналот. Последните и поснатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!